Тротоарот на улицата Борис Кидрич, кој е еден од најдолгите и најфреквентни во Тетово, изграден е пред половина век. За неговото одржување никој не се грижи и поради дотраеноста и оштетувањето на плочките, неопходно е внимателно да се пешачи низ него. Во спротивно, лесно може да се случи пешакот да падне и да се повреди. Ваква е состојбата со тротоарите и во централното градско подрачје во Тетово, тврдат очевидци. Се сопна жената, стара жена, тоа нема кај да ступнеш, падна и га искрши ногата. А не само она, сигурно и поише, ја само што видов. И ако идем, морам да се фатим за муж ми, за да не падне. Тоа е срамота, таа улица, овај тротоарот, кога не е направен, нели? Повеќе од 50 години. Уште бившата Југославија не е ставено плочка. Па срамота, улице се прават, па ќе ги раскопа, па тротоарите останаа раскопани. Па ти улицава кој ga правиш, направи го тротоарот. Нели? Така е. А за жал, таквата гледка е во центарот на Тетово. У центарот на Тетово само пред општина може да се види добро направено и у центарот на градот, а навамо када не постојат луѓе. Тоа е срамота. За мене ниеден досега градоначалник ништо не направил за тоа. А овој градоначалничката многу ветуваше? Многу ветуваше, но ништо не направи. Ветуваше тротоарите да ги ослободи за да можеме пешачеве да идеме. Дупло сега се нигде нема слободно место да идеш. Сем на улица ќе ти изгазат. Поради пат на тротоар, неодамна тешко беше повредена средновечна жена, на која и притекнаа на помош случајни минувачи, кои потоа повикаа брза помош и на носилки беше пренесена во клиничката болница. Повредите по телото и фрактурата на екстремитетите ми се санирани, а лузните се уште се свежи и видливи и по долгото лекување и отсуство од работа. Изјави тетовчанка, која пешачејќи низ центарот со своето дете, стапнала на нерамнина, паднала и од тешките повреди се онесвестила на овој тротоар. Ваква беше денес гледката на тротоарот на улицата Борис Кидрич. Слична беше и на тротоарот наспроти плоштадот, како и на делови од тротоарите на улиците Иво Лола Рибар, Тодор Циповски Мерџан, Страшо Пинџур и други. На повеќе места поради изведување на градежни и други дејствија, како и поради разновидни приклучоци, не се испочитувани законите и оставени се разновидни дупки кои го попречуваат и во посериозни размери го отежнуваат пешачењето на граѓаните. Во Тетово омасовена е и појавата на незаконско уништување и сечење на украсни и други стебла, чии остатоци на тротоарите не се откопачени и представуваат нов грд белек на Тетово и мощна опасна препрека за пешаците.